Пошtovани гледачи, добро вечер. Добро ни дојдовте во емисијата Здравјето е се на Канал 8. Вечерва ќе посветиме внимание на децата и на децата од предшколска возраст, па ќе зборуваме за најчестите заболувања кај децата, а тоа се горни и долни респираторни инфекции. Значи ќе ги кажеме симптомите на горните и на долните респираторни инфекции и секако ќе се задржиме на температурата како симптом, на диаријата, што значи да има детето диарија и како треба родителот да постапи, тоа проливи, и ќе се задржиме на употребата или би рекла злоупотребата на антибиотиците во денешно време. Зборуваме со доктор Ленче Богданова, специјалист педијатар во приватната здравствена установа доктор Ленче и Јаворка во Кочани. Добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Верувам нели дека добри совети ќе дадеме во емисијата. Ќе зборуваме за горните и долните респираторни инфекции, а ќе се осврнеме повеќе и на температурата, и на диарејата, и на антибиотиците. Прво да благодарам што ме поканивте. Ќе се потрудам да кажам некои практични совети од аспект на болестите кај децата и нивното лекување. Ви секојдневно работите посебно со младата популација, значи децата предшколска возраст, во школска возраст, иако работите и со возрастни, морам да кажеме, но најчесто кај децата се горните и долните респираторни инфекции. Кажавте дека дури 80% отпаѓа на нив, па да ги кажеме и симптомите, да кажеме кои се тие. Вака. Болестите во човечката популација се најчести на респираторниот систем или дишниот систем. Се смета дека дури 80% од болестите кај луѓето отпаѓаат на инфекции на респираторниот систем, а во детската популација од тие 80%, 90, па да не речем и 95% отпаѓаат на вирусни инфекции. Сега, респираторните инфекции може да бидат инфекции на горно респираторниот систем и долно респираторниот систем. Горно респираторниот систем се ринитите, воспаление на носната слузница или така наречени настинки, воспаление на слузокожата на фарингсот, акутниот тонзилит или воспаление на крајниците, синузитот, мада секогаш кога има ринит, се пројавува во форма на риносинузит, бидејќи слузницата на носот продолжува и во синусите. И горно-респираторни практично се инфекциите кои настануваат на респираторниот систем до местото каде што трахејата влегува во градниот кош. Значи тука спаѓа и ларингитот. Бронхитот, пнеумонијата, астмата, хроничната обструктивна белодробна болест веќе се инфекции на долно-респираторниот систем. За среќа, во детската возраст најчести се инфекциите на горно-респираторниот систем. Значи, течење на нос со прозирна секреција или белузлава, или ако се накалиме бактериска инфекција со гнојно зелен секрет, воспаление на грлото, со тоа и на крајниците, и ларингитите кои се исклучиво вирусни инфекции. Обично се јавуваат во ноќните часови кај испотено дете, кога ќе се открие нагло, ќе се намали телесната температура и настанува воспаление на гласните жици, што се презентира како упорно кучешко кашлање, меѓутоа општата состојба кај детето е добра. Кај се рековме дека некаде до 95% од инфекциите во детската возраст, тоа значи до школска возраст, отпаѓаат на вирусни инфекции. А апсурд е да се даваат антибиотици. Да. Сега, луѓето, мајките обично и родителите на децата така зборуваат. Како може пред 30 години на секое разболување на детето, на секоја кашлица, се боцка инекции, вие сега ги штедите, не давате дури ни сирупи. Медицината не е фиксна наука, тоа не е догма. Модерна наука е која ги следи трендовите на денешното време и доаѓа како и сите други области од науката и таа доаѓа до нови сознанија. Се утврдило дека антибиотиците прават поголема штета отколку корист во случаи кога нема потреба од антибиотска терапија. Ако веќе 85 до 90% од инфекциите на респираторниот систем отпаѓаат на вирусни инфекции, кое е образложението да се дава антибиотик? Јас разбирам да се даде антибиотик, ама ако никаде во светот не се даваат антибиотици како кај нас, мора да има некои показатели кои говорат за бактериска инфекција. Барем крвната слика да покаже зголемени леукоцити со предоминација на неутрофилните леукоцити
или брисовите од грло или нос да покажат дека постои бактерија која реагира на одреден лек и тоа да се даде антибиотикот целно, да се дава доволно време во пропишана доза, на одредени временски интервали, и да трае најмалку 5, 7, па ако е гноен отит, 10 дена. Тоа е исто како, да речеме, некој да прима пеницилин, денес да се боцне во 10 часот наутро, па утре да му текне да го прима во 18 часот навечер. Дејството на антибиотикот, на пеницилинот е 24 часа. И мора да се прима да се прима во одредено време. Так. Во однос на антибиотиците, значи има забуна кај родителите, тие мислат дека едно обично течење на нос или можеби ако направи гнојна инфекција дека станува збор за бактериска. Како сето тоа секојдневно им објаснувате на родителите и дали го разбират истото и дали веќе се зголемува свеста за употребата на антибиотици? Младите родители веќе слушаат. Ние не се штедиме да зборуваме и да даваме совети и прифаќаат. Кога јас се вработив пред 32 години во детскиот диспансер кај што работиме сега со доктор Јаворка, наутро се раствараа 100 пеницилина и не знам колку кристали за да почне работниот ден. Такво беше лекувањето. Јас не велам дека докторите не знаеле во тоа време. Едноставно ставовите на медицината биле такви. Денес многу ретко се користи ампуларна терапија и нема потреба да се користи. Ни животните веќе не се боцкаат со толку голем арсенал на перорални лекови. Глупост е да се стварат трауми кај детето и да се боцкаат. Имаме толку широк диапазон на антибиотици кои се добри за бактериски инфекции. Која би била целта да ги боцкаме децата и да ги плашат со доктори уште од врата или дома? Немојте да бидете лоши, оти ќе ве однесеме на болница и ќе ве боцкаат. Значи, ампуларна терапија веќе практично кај нас не се дава. Во исклучителни состојби, да речеме, ако се јави некоја анафилактичка реакција, па да мора да се реагира ургентно. Обично добиваме ампуларна терапија од стоматолозите, ако има абсцес на зап, тие сметаат дека треба да се дава и ги почитуваме нивните ставови, мада нашето мислење не е баш такво. Многу ретко се дава антибиотска терапија. Значи, сепак е подигната свеста и кај луѓето и такво и лекувањето, кажавте кај. Од што се плашат родителите покачената температура. Ја сметаат како аларм. Сите мислат дека од температурата може да се јави некоја тешка болест. Значи, треба да сватат дека температурата е реакција од некоја болест, последица на болеста, не причина за да од неја се појави болест. Исто како што кога ќе дојдат зборуваат детето многу кашла, се плашам да не направи бронхит. Прво се јавува бронхит, а кашлицата е последица од болеста. Исто и со температура. Така. Факт е дека вака ќе кажат, на времето некое дете имало висока температура и останале последици, останало неподвижно, останало слепо или глуво, заради тоа се плашат. Да, тие особи останали инвалидни, меѓутоа температурата била последица на менингит, воспаление на мозочните обвивки или менингоенцефалит. Заради самата болест имале покачена температура и останале последици. Значи температурата е последица на болеста, не причина за да од тоа настане болест. Исто како што кашлицата не е причина за да настане бронхит, туку бронхитот оди со кашлица. Од друга страна, се плашат од температурата бидејќи сметаат дека колку е повисока температурата, шансата да се појават грчеви во детската возраст е поголема. Не е точно. Температурата не е причина за конвулзиите во детската возраст, туку склоноста на организмот. И модерната медицина уште не може да одгатне зошто кај некои деца кои направиле грчеви со температура од 40, да речеме, степени, наредниот пат може да имаат и 41 да не направат конвулзии, или да имат и 37 со 1, а да направат. Значи, не е битна температурата за да направи некој грчеви. Предиспозицијата на организмот. Некои организми така реагираат и се смета дека има и наследна компонента. Во фамилии каде што родителите или браќите и сестрите правеле конвулзии, шансата за да детето направи грчеви во детската возраст е поголема. Друго, не се препорачува драстично намалување на температурата. Родителите може да дојдат и неколку пати во текот на денот и упорно кажуваат детето има температура, не паѓа. Прво,
Средство за намалување на температурата по нашите македонски медицински ставови за деца до 3 години се дава ако е температурата повисока од 38 степени. За пониски температури не се дава. Се смета дека тие температури под 38 го стимулираат и активниот и пасивниот имунитет. Да. За децата над 3 години средство за намалување на температура се дава ако е температурата повисока од 38,5. Тоа се нашите македонски ставови, лекарски. Светот дава за многу повисоки температури и во светот не се оди за покачена температура на болница. Да. На болница прв пат се оди ако температурата кај некој, зборуваме за деца до 3 години ако е над 38, за деца над 3 години ако е над 38,5, трае повеќе од 5 дена. Со средство за намалување паѓа до нормала и пак се покачува, што е нормално, бидејќи има болест. Прв пат на болница се оди после 5 дена. Или, ако температурата е над 38 за деца до 3 години, или над 38,5 за деца над 3 години, трае континуирано повеќе од 3 дена. Со средство за намалување никогаш не паѓа на нормала, после 3 дена се оди на болница. Кај нас пациентите знаат да дојдат и 6 пати во денот и да кажат има температура и на крајот се зафркаваме и велиме да нагазиме на температурата и да ја симнеме. Да не очекуваат намалување на температурата повеќе од 1 степен при давање на антипиретик, бидејќи при драстични промени мозокот страда. И нормално е да има температура при болест и при обична настинка, сега ако трае повеќе од 5 дена. Секако ќе се јават на болница, тие можат да се јават и веднаш, ние ќе дадеме совет, ама да не очекуваат дека антибиотикот ќе намали температурата. Отрековме 90% од инфекциите се вирусни инфекции. Сега, доаѓаат и прашуваат: докторке, детето кашла, јас се плашам да не направи бронхит, да му дадете антибиотиче за секој случај. За секој случај. Антибиотикот не ги превенира вирусните инфекции. Превенција од вирусна инфекција е да не дојдеме во контакт со болен. Значи, зимниот период, да не се дружиме со скупови на луѓе, каде има застоен воздух, дома да луфтираме, да излегуваме колку е можно повеќе надвор, да не примаме болни луѓе дома, бидејќи со кашлањето и кивањето вируси додат на растојание до 3 метри. Нашите соби се толкави, ние не живееме во замоци од по 50 метри, па да не дојдеме во контакт со вирусите кои ги киваме и искашлуваме. Од друга страна, сите се плашиме детето да не настине. Тоа го поврзуваме со облекувањето. Децата треба да имаат, бебињата да имаат едно парче од алишта повеќе од нас, не повеќе. Не се препорачуваат тие пресоблекувања кај децата кога се испотени. Нема потреба. Се смета дека постепено се оладува организмот и потта испарува и се суши. Со наглото соблекување на детето ние практично можеме да го разболиме. Значи, пресоблекување кај испотено дете веќе нема. Во однос на превенцијата и храната да ја споменеме. Превенцијата е да не дојдеме во контакт со болни луѓе, виросани. Од друга страна, ако веќе се разболиме, лекувањето е симптоматско, не со антибиотици. Ако има покачена температура, се дава антипиретик, доволен внос на течности и калорична храна за да се подкрене имунитетот. Обавезно капење. Кога некој дете ќе направи пневмонија или бронхит, луѓето се во состојба да него капат 1 месец, сметаат дека со тоа ќе го разболат, да сватат дека капењето е пожелно кај здравите луѓе, кај болните уште повеќе, дека со капењето се подобрува циркулацијата и се отстрануваат токсините од организмот. Превенција за вирусни инфекции и при секое настинување градите и грбчето да се измачкаат со кремите на база на ментол, од исто ја подобруваат циркулацијата, а не да ги носат да ги ложат со синапи и кромит и кој знае какви работи. Оти целта е таа, да се подобри циркулацијата. Да споменеме исто така ставањето на ракија или затоплувањето на детето уште толку па ја кача температурата и тоа исто не го препорачувате, туку повеќе туширање. Луѓето тоа мораме да го разграничиме. Ставаат оцет на нозете, посебно вински, демек помага при намалување на температурата. Ракија. И уште толку го загреваат за да се испоти. Целта е организмот да се олади. Доволно е кога се ниски температурите да го соблечете детето и да го прошетате надвор, температурата ќе падне. Проблем е летниот период кога се високи и вечерните температури и нема начин да ја намалиме температурата.
Туширањето, или ако веќе сакате да го измачкате со ракија, да биде пола со пола. 50% на ракија со исто толку вода, бидејќи ракијата се прима преку порите на кожата, од друга страна, ако е температурата 40 степени нагло испарува, и ја вдишуваме и можеме да се опиеме, детето може да западне во кома. Сме имали деца на детско одделение, што не можеме да ги освестиме по цел ден, бидејќи се опиени од ставањето на крпи со 50 или 52% на ракија на целото тело. Оцетот, не дека винскиот оцет ја намалува температурата, едноставно лади исто како и водата. Ако веќе никако не можете да ја намалите температурата, да се исплашите, чаршаф или крпа со млака вода, соблечете го голо и завиткајте го, температурата ќе падне. Да. Ама и нема потреба да падне, рековме, нагло, отипак мозокот ќе страда. Да. Исто така затоплувањето со кебиња за да се испоти добиваат некој негативен ефект, значи не се препорачува. Практично можеме да го претоплиме детето, а знаеме дека во првите години од животот, посебно во првите 3, центарот за регулација на температурата не е развиен. Како е возрастниците. И може да останат последици. Да кажеме дали можат вирусните инфекции да преминат понатаму во бактериски. И дали за тоа се интересираат повеќе родителите од вашето искуство? Во детската возраст, посебно првите 3, пака и некои деца кај кои постои закаснет имунитет, вирусните инфекции можат да преидат во бактериски инфекции. Меѓутоа, ние на пациентите така им велиме, ако се плашите, доаѓајте и по 3 пати на ден. Ќе го видиме моментот кога вирозата ќе премине во бактериска инфекција. Мора да има знаци. Температурата да не паѓа, клиничката слика кај детето да биде лоша, да има, да речеме, многу воспалено грло со сочни крајници, светнати со гној, со локални жлезди и општо нарушена состојба. Луѓето со бактериска инфекција, децата лежат како постелена крпа во кревет, кај вирусните инфекции можат да кашлаат како куче. Релативно се во добра општа состојба. Играат, трчаат, јадат, помалку отколку како здрави, меѓутоа не се легнати во кревет. И затоа често родителите ве обвинуваат вас, лекарите, кои не дават антибиотици, дека кога ќе падне и кога ќе му припадне на детето, тогаш дават антибиотик. Така велат. Сигурно сте слушнале дека тоа е така. Така велат. Вие не му давате за да спречите, чекате прво многу да се разболи, па после ќе му дадете нешто, антибиотиците ви ги бројат. Никој на никого не го брои. Не ги број. Факт е дека фондот прави рестрикција на антибиотици. Ама ние имаме толку многу пациенти, не можеме да ја пополниме квотата ни со 5% од дозволената граница. Треба да сватат дека антибиотиците не ги даваме за здравето на нивните деца, а не дека ги штедиме за нас. И сите мислат дека кога ќе дојдат тука и видат дека и ние сме настинати, дека и ние кашламе, дека сме виросани, па докторки, и вие сте болни. А им велиме, зошто да не сме болни, па и ние сме само луѓе, а доаѓаме во контакт со болни. Мада нашиот имунитет е веќе изграден на повисоко ниво. Ние толку пати сме дошли во контакт со инфекции што веќе сме имуни, не ги прележуваме. Ама треба да сватат родителите дека бебето се раѓа со неспецифичен имунитет што го добил од мајката. Значи, на сите предизвикувачи реагира неспецифично. За да се стекне специфичниот имунитет спрема одредена болест, мора да дојде во контакт со таа бактерија или вирус и да си стекне собствен имунитет. Значи, наредниот пат кога ќе дојде со тој предизвикувач, веќе да има изграден имунитет. Првите години првите години од животот, првите 3, сите деца имаат недоизграден имунитет, не се дошле во контакт со предизвикувачите на болести. И затоа доаѓаат само тие деца. До 3 годишна возраст знаат да доаѓаат и 5 пати во месецот. И родителите многу пати така велат, не можете без нас, а само ние сме тука. Не се само тие тука. Тука се сите деца до 3 години. Кога ќе подпораснат малку, посебно школските деца, ги нема со години, ние мислиме дека се отпишани. А уствари тие се здрави. Значи, самото одење во градинка носи ризик од контакт со болести. Тие се една група во иста средина, нели збориме кога ќе прокиваме и прокашламе, вирусите одат на растојание од 3 метри, толкави се занималните. Едно дете ако има блефаро конјуктивит, значи дојно воспаление на очите,
се пренесува и кај другите деца, бидејќи контактите се тука. Тие мијат раце, нели, ама се фаќаат за очи, бркаат во устата има стотици илјади бактерии и нормално е да направат конјунктивит. Ама тоа се работи кои се надминуваат, од кои не можеме да ги поштедиме. Не можеме да ги држиме децата во стаклено звоно. Тие деца кои нема да ги прележат инфекциите во раната детска возраст, ќе се разболуваат во школска возраст, кога ќе дојдат повторно во контакт со болни нивни врсници. Да. И затоа не треба да се дават антибиотици за да не станат и резистентни. Можно ли да се стане многу резистентен на антибиотици? Не да се стане многу резистентен. Неконтролираната употреба направи соеви на бактерии во светот за кои нема лек. Луѓето велат, антибиотиче ќе се измисли нов ако станеме резистентни, ако станеме отпорни на тој антибиотик, ако станат бактериите. Болести излегуваат секој ден нови и нови. Антибиотици се измислуваат еднаш на 100 години, значи не е баш така како ќе се измисли нов, па ќе се лекуваме. Слушате и гледаме, нели, по телевизија, младите луѓе пратат на интернет, веќе во светот, посебно во Америка, постојат толку резистентни соеви на стафилококи, тоа се едни бактерии кои прават гнојни воспаленија и распад на ткивото. Да речеме една стафилококна инфекција на белодробие обично доведува до смртот и прави некроза, каверни на белодробие. Сега, таа резистентна стафилокока за која веќе нема лек, прави некротичен фасциит, тоа е практично го јаде ткивото. И тоа уништување на ткивото е видливо од саат на саат. Гледате бедем како се прави, како буквално пропаѓа. Нема лек. Мора ампутација. Ампутација. И тоа ако е навремена, ако не се умира. Што е најстрашно во сето тоа? Најстрашно е што некои луѓе не примаме антибиотици. Едноставно сметаме дека така треба да биде, се лекуваме со домашни лекови, не сега лековите на баба Рада и на доктор Рос, нели? Ама пиеме млаки напитоци, пиеме средства за намалување на температура, се капеме со топла вода, се мачкаме со креми на база на ментол, шетаме, излегуваме на воздух и не користиме антибиотици, имаме трпение, знаеме дека се вирусни инфекции. Другите особи кои користат често антибиотици ствараат резистентни соеви на бактерии, меѓутоа тие луѓе не се изолирани од нас, тие не се ставени некаде настрана, тие комуницираат со нас. Значи сите сме потенцијални приматели на тие бактерии. И особа која никогаш не користела антибиотик, ако дојде во контакт со болен кој носи резистентна бактерија, ќе предизвика болест, па можеби и смрт. Тоа е најстрашното кое треба да го сватиме сите, дека за доброто на сите да не се прима. За доброто на целата популација. Оти некој ќе прима антибиотик секој ден, друг нема да прима никогаш во животот, а ќе дојде во ситуација да заболи и да почине. Да. Значи треба за доброто на сите. Добро советувате во врска со антибиотиците дека не треба да се примат антибиотици кога е вирус, да не се злоупотребуваат. Никој доктор не сака да му направи штета на пациентот. Луѓето мислат дека ние докторите сме многу крути или немаме никакви чувства. Не можат да сватат дека кога имаме болни пациенти 100 пати се премислуваме што да правиме и се преслушуваме и имаме совест, оти ние сме мајки, ние чуваме деца. Во однос на резултатите давате или дали треба или не треба? Обично, кога еден пациент ќе ни дојде прв пат на преглед, можеби нешто и ќе пропуштиме не сакајќи. Ако веќе доаѓа втор пат, отвараме 4 очи. Ако доаѓа трет пат и ништо да нема, го праќаме на повисоко ниво. Никој не сакаме да ни се случи нешто лошо. Оти нашиот град е мало место, сите се знаеме и познаваме. Не сакаме некој да не покажува со прсти да каже, таа ми го уништи детето. Никој не сака да оди на болница повеќе пати. Оти се оди на места каде што може да се прошета, во парк, во кино, во продавница, било каде. Никој не сака да доаѓа 10 пати на болница, значи ако дојде 10 пати или 3 пати на болница, има мака. Затоа се трудиме но не може на вирусно заболување да се дават толку често антибиотици. И родителите веќе слушаат, младите генерации слушаат, оти знаат дека можат да ни се јават во било кое време, може да дојдат ако се плашат и повеќе пати во денот. Отворени за сите така. Што треба да направиме, ќе направиме, ако има потреба да се даде антибиотик, ќе се даде. Некогаш даваме и за да биде задоволен родителот, за да не се отпише. Што не е добро. Што не е добро, така. Ама и ние сме само луѓе. Да. Така. Доктори сме, ама и само луѓе сме. Да. Не проговоривме во врска со диаријата.
Диарејата е често присутна кога имаме или бактериско или вирусно заболување, но често доаѓа и до дехидрација на детето. Што треба тука родителот да прави кога детето не сака да пие течност? Диареите се последица, рековме, на бактериски или вирусни инфекции. А од вирусните инфекции најчесто адено и ентеровирозите знаат да направат гастроентероколит или пролив придружен со повраќање или само повраќање. Битно е да сватат родителите дека лесно ќе ги откријат трованјата со храна, што ги нарекуваат тие бактериските проливи и повраќања. Тие одат со многу драматична слика и завршуваат во болница. Бактериска инфекција, труење со храна не може да биде добро дома. Имаат упорни повраќања, многу чести столици, имаат тенезми. Тоа се лажни нагони за дефекација, значи детето или возрастниот ќе оди во веце, ќе клече на шолјата, меѓутоа нема измет. Тоа се значи лажни повици за дефекација, за какање. Од друга страна, секогаш одат со многу високи температури, со промени во столицата, столиците можат да бидат како испливок, ама се многу на број, 20 до 30, постои слуз во столицата и крв. Значи, никогаш нема да пропуштат бактериско тровање со храна. Кај вирусните проливи, обично повраќањата се смируваат за 24 часа и сами од себе, меѓутоа ако не се смират, постојат многу ефикасни чепчиња, емесанка, кои со еднократна употреба се смирува повраќањето. Проливот треба да сватат дека ќе трае неколку дена. Не може да му се стави чеп на болниот плутен за да се опре проливот. Тој секако ќе трае додека си трае текот на болеста. Битно е да се открие дали е гастроентероколит од предизвикан од ротавирус. Ротавирусите знаат да дадат многу драматична слика, со многу чести проливи, исто по 20 до 30 столици, меѓутоа не постои крв, не постои слуз, може да се покачи температурата поради дехидратација на детето или губиток на многу течности и соли. И преку повраќањето и преку проливот. Така, и преку повраќањето и преку проливот. Ако детето може да пие на уста, да не повраќа, може да испие колку што сака. Глупост е кога родителите мислат дека не треба да се дава течност, бидејќи само што ќе ја испие, ќе поврати или ќе ја isфрли преку столица. Организмот е попаметен, природата е попаметна од нас. Знае што му треба на организмот. Не што му дава родителот или што вели докторот. Ако му треба течности, малото дете ќе застане до чешмата и ќе се јае со устата нагоре сакајќи да пие вода. Значи, да пие колку што сака. Ако пак поради повраќање и потешка дехидратација. Потешка дехидратација е веќе кога ќе приметиме дека детето плаче без солзи, кога ќе направи подочњаци, ќе се зашили носот, устата ќе биде испукана како коруба од дрво, јазикот обложен со наслага од 2 до 3 милиметри. Нема да мокри. Тоа може родителот и да него и да го превиди. Меѓутоа, кога ќе види дека едно дете кое почнало со пролив и повраќање, а било добро, наеднаш почнува да качува температури над 39 кои не паѓаат, значи е дехидрирано. На сето тоа, ако повраќа не може да прима течности преку уста, тогаш задолжително е да се однесе во болнички услови и да прима рехидратационна терапија преку вена. Да, инфузија. Друго што е битно за инфекциите на гастроинтестиналниот тракт е дека ентеровирозите прво го воспалуваат грлото, потоа се симнуваат до дигестивниот систем. Затоа многу пати ќе поминат на друго место до брза помош или било каде и ќе им кажат грлото е црвено. Црвено грло ништо не значи. Може и лигавицата да е ливидна кај дадената особа, да си е нормално така, колорирана, и ако сме настинати пак има црвено грло. Црвеното грло не е болест. Тоа значи дека сме болни во смисол најчесто од вирусна инфекција и нема потреба да се даде антибиотик. Сега, најбитно е кога ќе имаат ентеровирози или ротавирусни инфекции да контактите меѓу особите да бидат што помали, во смисол често миење на раце, оти изметот, фекалиите, мокрачата, усниот секрет се место каде што се вирусите, со комуницирање едни со други ги пренесуваме и обично. Ако еден во фамилијата се разболи од вирусен ентероколит, и цела фамилија потоа се разболува, без разлика колку
спроведуваме хигиено-диететски мерки и општо кај вирусните инфекции. Обично ќе дојдат родителите и ќе кажат детето е болно, ама и ние сите дома сме болни. Бактериските инфекции не се пренесуваат така од еден на друг. Со самиот факт што повеќе членови во фамилијата се болни, значи дека е вирусна инфекција. Во однос на диаријата и на исхраната, кога детето ништо не сака да јаде, родителите се тука загрижени дека по неколку дена не јаде. Дали тоа штетно за организмот на самото дете? Организмот преживува без храна 40 дена. Без вода 7 дена, и тоа ако не е подложено на високи температури. Значи, ние сме поднастинати и да речеме имаме температура 37,2, па кој и да ни принесе храна или течност, му викаме мани ми се од тука, остави ме да лежам, не ми е добро. Од децата очекуваме да јадат кога се болни. Ништо нема да им биде ако неколку дена не конзумираат храна. Но течност и само потребно е така. Меѓутоа, не се препорачува веќе кај проливи да се држат строги диети. На времето се држале диети по една недела и повеќе. Кога се болни луѓето, посебно децата, треба и кога имаат пролив, рестрикција на храна не треба да постои. Евентуално пресното млеко да не се даде првиот ден, и ако веќе се дава храна да биде колку што е можно покалорична, бидејќи тие губат калории со исфрлените фекалии, и му треба храна на организмот, му треба енергија. Доколку детето сака да јаде. Така, доколку не сака? Доколку не сака да јаде, инфузиона терапија, смирување на повраќањето, од која ќе се смири повраќањето, ќе пие барем течности или густи сокови или кисело млеко или јогурти, за да може да се подкрене општата кондиција кај организмот. Так. Во секој случај само да споменеме дека вирусните инфекции поминуваат за 5 до 7 дена и дека не треба тука нели да се Кашлицата поминува најмалку за 2 недели. Кашлицата продолжува, тоа сакав нели да. Кашлицата трае најмалку 2 недели, со тоа што на почетокот отесува, потоа разлажнува и е потребен период да се смири. Ако детето само кашла, а нема никакви други тегоби, не треба да ја обраќаме внимание на кашлицата. Ќе си престане. Така. Сега, кога веќе прават долно респираторни инфекции, пнеумонии, и со завршувањето на болеста, може и подолг период, дури до 1 месец, кога детето ќе се задиша, да кашла со искашлок. Нормално е. Затоа ние им велиме на родителите, деца со пнеумонија, кога ќе се подобри општата состојба, пуштајте ги да играат, да одат по скали, да трчаат, за да можат да кашлат и да ги исфрлат шлајмовите. Так. Можно ли е повторно повратак на болеста доколку е имало долна респираторна инфекција од бактериско заболување? Како бронхит или нешто? Да помине па повторно пак да се појави бронхитот. Секогаш кога ќе дој бронхитот е прво вирусна инфекција. Тоа е инфекција на дали значи тоа дека не е доволно залечен? Или не? Тоа се народни кажувања. Вака. Не се залече добро, па повторно. Бронхит е воспаление на дишните цевки, на големите и средните. Најчесто е од вирусна етиологија, нема бактериски. Бактериски бронхит нема. Луѓе кои се експонирани на надворешни влијанија, на чадови, на смог, кои работат во прехранбена индустрија со брашна, во шивални каде има многу прашина, пушачите, секогаш можат да направат рецидивирачки бронхит, бидејќи со антигените кои ги внесуваат се оштетуваат епителните клетки на дишните цевки, а тука си и рецепторите за кашлица. Значи нормално е да кашлаат. Антибиотик се дава. Збориме за акутните бронхити. Бронхитот може да биде и хроничен. За да биде хроничен, треба да трае повеќе од 3 месеци, со кашлица, со сите тие симптоми и искашлување, и треба да се повтори најмалку во 2 до 3 последователни години. Значи, по 3 месеци во 2 до 3 последователни години. Тогаш зборуваме за хроничен бронхит. Друго е хроничната обструктивна белодробна болест. Тоа е една хронична болест кај која се нарушува интегритетот на дишните патишта, на дишните цевки. Тоа значи се нарушува архитектониката, градбата и е неповратно. Тоа е трајно оштетување. На тие места каде што е оштетена слузокожата и мускулниот дел на дишните патишта, значи кај хроничната обструктивна белодробна болест, можат да се јават бактериски рецидиви или реинфекција на болеста. Тогаш се даваат антибиотици. Значи, ако постои
релапс на болеста, повторно повторување, а не кај обичните бронхити. Сега велиме дали може да се повторат, да, во секој период кога има вирусни инфекции, Да. ако немаме доволно созреан имунитет, ќе се повтори, но тоа не значи дека нема да помине. Или луѓето најчесто се плашат ако еднаш направи бронхит, леле бронхит, цел живот ќе го има. Тоа се глупости. Бронхитот прво не е наследен. Точно е дека кај особи кај кои се повторува во првите 3 години од животот бронхит со тешко дишење. Кај децата до 3 годишна возраст секогаш бронхитот оди со тешко дишење, бидејќи дишните цевки се многу кратки и многу тесни. Една обична вирусна инфекција на дишната цевка, ако луменот е да речеме 5 мм и го намали за 2 мм, протокот на воздух ќе се намали и дишаат звучно, значи дишаат тешко дишење, обструкција. А дори и свирење на градите. Така, со свиркање. Ако таа инфекција се повторува во 2 последователни години, повеќе од 4 пати во годината, тоа е веќе рецидивантен или повторувачки бронхит. Тие деца задолжително ги праќаме во установа за белодробни заболувања, било во Козле или на клиника. Значи, тие имаат предиспозиција да направат во догледно време бронхит кој ќе се повторува или, народно речено, астма. Не сите особи, значи не едно појавување на бронхит ќе доведе до хроничен бронхит, народно кажано. Тие особи во кои има алергиски заболувања, било да се кожни, било да постојат астми или народно што кои ги кажуваат како хронични бронхити, тие деца се предиспонирани да прават рецидивантни бронхити. Значи, не секој бронхит, еднаш ако го добие, ќе го има во текот на целиот живот. Тоа е абсурд, не е така. Пнеумонијата исто може да се повтори. Било да е бактериска или да е вирусна. Сега, и ние малку сме по широки во однос на давањето на антибиотици за долно-респираторните инфекции, посебно за пнеумонија, и да е вирусна, даваме антибиотикот и тоа е веќе распад на ткивото на белиот дроб и лесно може да се накалемат бактерии, па да настане секундарна бактериска инфекција и да се одолжи болеста. Инаку, не ги даваме за горно-респираторните инфекции, единствено даваме таму кај што гледаме дека се сочни крајници и има гној. Да. И без да направиме антибиограм, што е грешка. Да. Треба да се порано се сметаше дека само бактериските инфекции прават гној на грлото, се знае сега дека и вирусите прават. Така да ама треба ние да бидете тргнувајќи сигурни од фактот дека најчесто превенираме стрептококна инфекција од бета-хемолитички стрептокок, кој ако не се открие на време, после 10 до 14 дена може да направи оштетување на срцевиот мускул и на зглобовите, и тоа зглобовите ги лизнува, значи не остануваат последици, стануваат црвени, топли, отечени, болни, меѓутоа тоа поминува без последици. Ама срцето го апе, го каса. Значи самата стрептокока прави инфекција на зглобот без последици, го лизнува зглобот. Да. Меѓутоа срцето го каснува. Да. И зборот ми е, не треба да се плашиме од стрептококните инфекции, бидејќи и до 10 дена да се даде терапија. И после 10 дена не може да останат последици. Да. Не можат да останат. Демек, ако не го откриеме во првите денови, ќе направиме не знам каква штета на времето, правеле оштетување на срцеви клапи, не знам, пострептококов гломерулонефрит, тоа е воспаление на бубрек. Болниот пациент секако ќе дојде неколку пати на болница. Да, нема да остане дома. Така, не можеме да го пропуштиме. Да. Меѓутоа, со давањето пак на антибиотици, како ајде да не се случи нешто, практично ги уништуваме цревните ресици. Знаеме дека цревните ресици се абсорбираат целокупната храна. Од друга страна, ги уништуваме нормалните бактерии, кои се нормална флора на цревниот систем, оставаме место за да се накалемат резистентни бактерии, посебно клостридиуми. Клостридиумите може да направат мембранозен ентероколитис, тоа значи олуштување комплетно на цревата, кој може да доведе до смрт. Затоа, веќе и кога се даваат антибиотици, модерната медицина советува да се даваат и про и пребиотици. Пробиотиците, готовите спори на бактерии, кои бујат во цревата и се пожелни, и го нормализираат така варењето, а пребиотиците се подлогата на која тие растат.
Ги има во различни облици, како капсули, како прашоци. Мислите за ProLife и за така. Така, за ProLife, за Дармфлора, за Линекси и сите тие се препорачуваат да се даваат цело време додека се пие антибиотик и најмалку уште толку денови кога ќе премине антибиотската. Кога ќе се прекине антибиотската терапија. И да не се земаат антибиотици на своја страна затоа што на приватно не знам како сега иде дали може да се земат на приватно антибиотиците на слаби и јаки антибиотици. Демек и што ќе биде ако му дадете едно хикунцилче. Слаб и јак антибиотик нема. Едноставно антибиотикот или делува на бактеријата или не делува. Нема послаби и појаки. И сега битно е да знаеме дека инфекциите на горно-респираторните патишта, предизвикани од бактериска етиологија, се претежно грам позитивни. Значи пеницилинските и цефалоспоринските препарати се лек на извор. Еден панцеф или цефиксим, нема логика да го дадеме за црвено грло, па нека и бактериско. Треба да биде лек за инфекции на уринарниот тракт, бидејќи покрива грам негативни бактерии, или во хирургијата каде се прават оперативни зафати на абдомен, каде што навистина постојат грам негативни бактерии. И таму му е местото за користење, а не дека едно сумаметче, па ние го штедиме, или еден панцев, па што ќе ви биде ако вие го дадете, па и нека уништи се, а тие работи не се добри. Од друга страна, луѓето да знаат дека вака велат. Бевме на болница и ни рекоа дека детето има малку бронхит. Многу и малку бронхит нема. Бронхит е воспаление на дишните цевки. Или го има, или го нема. И не може на оваа страна има бронхит. Значи, бронхит или има, или нема, ако го има на целото белодробие. Кога може да бидат воспалени и мочните канали? Ги споменавте уринарниот тракт. Од што зависи дали ќе? Од што зависи? Зависи од претежно од интегритетот на генитоуринарниот тракт, да не постои некоја аномалија, од хигиено, диететските навики, посебно кај девојчињата. Кај девојчињата, бришењето да биде кај девојчињата од напред кон назад со хартија, не од назад кон напред, бидејќи во столицата нормално си постојат ешерихии кои можеме да ги внесеме преку мочната цевка, па да направиме долна инфекција на мочни патишта, како цистит да речеме или уретрит, кој ќе се манифестира со често мокрење, жарење, печење, меѓутоа не одат со покачена температура, значи се работи за инфекција на долните мочни патишта и се препорачува конзумирање, да речеме, на повеќе течности на чаеви, посебно чајот од брусница, бидејќи делува на еден начин ги дезинфицира мочните патишта, утоплување. Сега ако инфектот се пренесе на горните мочни патишта, на бубрегот, секогаш одат со јака болка, со нагомнина повраќање, со висока температура и многу така. Крв не мора да има, ама на мокрачата ќе се покаже дека постојат нитрити, кој е знак за бактериска инфекција, постои обавезно леукоцитурија со бактериурија во седиментот на урината. И да не го знаеме тоа, битно е дека пациент со горна инфекција на мочни патишта е болен. Високо фебрилен, интоксициран, безволен, не може да конзумира храна, не може да стои, не може да се движи. Општа здравствена состојба ќе биде нарушена. Така, верувам дека објаснивме се во врска посебно со посебен акцент многу што да објасниме, треба многу време, меѓутоа посебен акцент на употребата на антибиотици или би рекла злоупотребата на антибиотици, затоа што нели често имаме злоупотреба на антибиотици на вирусни инфекции. Јас ќе се заблагодарам докторке што одвоивте време за нашите гледачи, се надеваме понатаму ќе соработуваме и повторно ќе даваме совети во врска со детската популација. И ова е доста интересно и е доста едукативно ќе влијае како на возрастните, така и на помладите родители, кои кажавте дека повеќе ве слушаат, помладата популација на родители. Младите родители се супер. Добри се следат новини, добри соработници, добри соработници и верувам дека ставовите многу се променија на подобро. Ние цело време зборуваме и се смееме. Не се штедите во зборувањето, така. Од зборување јазиците ќе ни се зафатат, а од смеење брчки ни се направија, ама
Но Сето мора тоа да е е така за дел од работа. за доброто на Ви пациентите. благодарам уште еднаш. И јас вам. Почитувани гледачи, разговаравме со доктор Ленча Богданова, специјалист педијатар во приватната здравствена установа доктор Ленча Јаворка во Кучани. Зборувавме за употребата на антибиотиците и се разбира за оние најчести заболувања кај децата, посебно кај децата во предшколска возраст до 5 години. Ви благодарам што бевте со нас. Се гледаме следната среда во истиот термин кога ќе разговараме на друга тема со други лекари. Довидување.